првата најава на денот кој доаѓа. Ние ви нудиме енергично и динамично будење, со актуелни теми, анализи и дебати. Утро кое ќе ве подготви за политичките, економските и културните предизвици кои ги носи времето во кое живееме. Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Секој ден од 7:30 часот наутро на Радио Лидер и на lider.mk. Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Огромен потрес во финансискиот систем. Огромен потрес на европско ниво. Огромни проблеми предизвика, верувала или не, Македонија. Како што Радио Лидер вчера прв по медиумите објави, пропадна еврообврзницата од 600 милиони евра на владата поради неставањето на подпис од страна на министерот за правда. Ово утро имаме како гостин една од личностите кои се веројатно најстручни во однос на оваа тематика, како поранешен вице-гувернер, одговорен токму за девизните резерви, од каде што се преземаат нели ваквите евро обврзници. Добро утро за Маја Кадиевска Војновиќ, поранешен вице-гувернер и сега во исто време член на извршниот комитет на опозицијската ВМРО ДПМН. Добро утро на сите слушатели на Радио Лидер. И задоволство ми е што денеска ме повикавте последен ваков потрес. Боцевски, вчера кога ние искомунициравме, прво кога ја дознавме информацијата како медиум, прво ја и ти искомунициравме, ти беше малку скептик. Не малку, сега си дипломатски настроен. Да. Ја бев многу скептик и токму заради тоа тргнавме веднаш да проверуваме информацијата и мора да видам искрен дека бев чудо невиден од различниот начин кон кој што оваа информација придува луѓето од власта, условно да ја кажам, и луѓето од опозицијата. Дури во еден момент се љубше се збунивме кој е на власт, кој е на опозиција, затоа што секого што го искомунициравме, меѓу другото и вас од опозицијата, прво беше полека. Ова се сериозни теми, може да се наруши угледот на државата, може да се наруши кредитниот рейтинг, испитете го во најситните дали и така натаму, значи еден однос каков што очекуваш од луѓе што носат одговорноста. За разлика од тоа, другата страна имавме една масовна епидемија, пола беа разболени, на другата половина деца им беа разболени, трети беа на скијање во каде не. И најбитно, најголем дел вика, ајде, ништо не е ова. Не, тоа беше после, од кога се случи, ке има сега нова аукција и нема никаков проблем. Да. Маја, затоа што ти, нели, и во образованието предходно беше дел, ги учеше студентите за овие работи, затоа што си го работело ова директно во Народната банка на Македонија, затоа што си еден од ретките нели финансиски експерти во оваа област. Може ли на нашите слушатели да им објасниш што значи еврообврзница, што значи аукција за еврообврзница, како потоа, кои се гарантите за таа еврообврзница, дали е тука Европската унија вмешана, дали се европските банки, да почнеме школски за да стигнеме на крај да дознаат граѓаните колку е всушност ова голема тема, затоа што и медиуми ве гледам дека објавуваат системски, но не сваќаат колку е се ова проблематично. Да. Ајде ќе почнеме од почеток, меѓутоа ја би сакала да почнем од крајот и да кажам дека вчера се случи еден потрес во светски размери и потрес во светски рамки. Колку слушателите ова ќе допре до нив, се надевам дека ќе допре, поради тоа што, како кажавте, ти ја гледав дека медиумите баш и не го пренесоа како голем настан, меѓутоа верувајте дека во финансискиот свет и оние кои што работат,
се зборам и од домашните, значи, субјекти, меѓутоа и меѓународните веќе се на некој начин шокирани, односно изненадени, и ова веројатно ќе остане во историјата на издавање на еврообврзниците, значи на долг на една држава. Во учебниците ќе биде запишано како што Како case study. како кейс стади ќе се проучува, а впрочем ние со она што се случи го Значи, нарушивме. само во учебниците по право или во тие по финанси? Па веројатно во двата Во двата типа на учебници, Ја ќе да. додам и политички науки и меѓународни односи, ова е И Да. во администрација, систем на Да, функционирање. точно, да. Во се. Ајде ќе почнеме од почеток и ќе дојдеме повторно до ова сега што го кажав, до потресов на што се случи и го приреди нашата влада. Значи, што е еврообврзница? Државата, значи сите држави во светот имаат неколку начини да го финансираат буџетскиот дефицит, доколку создаваат дефицит, значи има и алтернатива, може да бидат со балансиран буџет, избалансиран, тоа значи да не создаваат дефицит или па да бидат во суфицит, да имаат поише приходи, значи во буџетот од расходи. Меѓутоа нашава влада во последните неколку години, особено од ковид кризата наваму, создава не мали, него огромни буџетски дефицити и веројатно сум една од ретките која што е многу плашена за состојбата на јавните финансии и за фискалната одржливост во македонската економија. Како изгледа тоа? Како изгледа таа обврзница? Значи, тоа сакав да кажам. Процесот на издавање каков да. е? Значи, ова е издавање на долг на Република Македонија на странски пазари. Значи, ова е должнички инструмент, хартија од вредност, долг. Значи, создаваме долг, издаваме хартија од вредност на меѓународните финансиски пазари, значи преку посредници, а тоа се во поголем дел од издавањето на нашите еврообврзници се неколку банки и во овој случај сметам дека веројатно се истите банки, а тоа се две амерички Citi, JP Morgan, Deutsche и Erste Bank. Значи они се како агенти при издавањето, на англиски се вика book runners, значи не се underwriteri класични, а што значи тоа? Значи они го тераат целиот процес, проспектот, нормално со вклучување на домашните институции, тоа е Министерството за финансии и Народната банка, кои што помагаат при изработка на проспектот за издавање на една Eurobond, го тераат процесот, ги мобилизираат инвеститорите и потоа исто така ги водат записите, односно за тоа се викаат и book runners, значи они ордерс кои ќе добијат од инвеститорите ги водат. Значи, они не сега се практично како гарантори дека гарантори. Точно. Значи, зборуваме Deutsche Bank, една од најголемите банки на светско ниво, Erste Bank во истата лига, Citibank of London, исто така веројатно една од најстарите банки да не. Сити америчка и Citi, Citi америчката Citi, мислев дека JP Morgan. Да, Citi и JP Morgan, една од најстарите банки на планетата и најмокните банки во Америка е во топ 3 банки JP Сега Morgan. замислете дека што значи ова. Вчера кога се појави информацијата, значи на оние платформи на кои што се тргува, Bloomberg и другите, дека е откажана македонската обврзница, тоа беше шок за инвеститорите, зашто ова е преседан кој што се случува. Значи замислете, имаме инвеститори, значи ја купиле нашата обврзница, рачунале дека ќе добијат принос, односно купонска камата од 6,25. Некои од нив ја препродале, најверојатно има и секундарно тргување, наеднаш испаѓа информација, ништо не важи. Односно Република Македонија како суверена држава ја откажува еврообврзницата. Значи, замислете кој потрес е ова, значи ова не се случило. Одговорно тврдам дека ваква состојба немало на меѓународните финансиски пазари, имало во текот на роудшоуто, во текот на издавањето, одредена држава да ја одложи, значи издавањето. Да го одложи издавањето. Меѓутоа Добро. ова беше крајно, ова беше веќе издадена еврообврзница, освен не се случи значи порамнувањето кое што во овој случај требало да биде Т плюс 5 дена, а тоа значи на 8 се издаде, а вчера требаше да легнат парите од инвеститорите, На сметка на Народна банка, добро. На сметка на Народна банка во странска. Ај сега да Сега видиме. не легнуваат Чекај овие малце, пари на сметка. Ливчо, Да. знаеш, мислам
летаат овие теми над главите на гледачите и слушателите. Така. Значи да објасниме што значи еврообврзница, што значи јавен долг во функционирањето на државата, зошто е тоа толку значено и зошто тоа на крајот се одразува на мене, на Љупчо, на вас, на луѓето од режија и така натаму. Па видете, 20-та година имавме ковид, така пандемија, Така, имаше добро. намалување на приходи, меѓутоа имаше и многу високо трошење на државата, имавме околу 870 милиони евра дефицит. Добро. Помина пандемијата, 21-ва повтор најде некои опашки, меѓутоа оваа влада не престана да троши, имавме 650 милиони дефицит. Помина и 21-ва и 22-ра, значи, имавме исто дефицит околу 600 милиони и сега доаѓа 23-та година со планиран дефицит од 700 милиони. Ова треба да се изфинансира. Значи, ние ги неаме тие пари. Што значи дефицит за гледачите? Тоа значи дека не собираме доволно приходи за да ги изфинансираме сите планирани расходи на државата. И сега само да докажам. Како што кажав на почетокот, опција има владата да се задолжи на домашен пазар, односно да издаде должнички хартии од вредност на домашен пазар, да прибере пари од дома за да го изфинансира дефицитот или пак да се задолжи на странските пазари за да може да го изфинансира дефицитот. Покрај финансирањето на дефицитот за гледачите, кој што оваа година е 700 милиони евра и е нов долг создаден повторно од оваа влада, треба да исплати државата и стари долгови. Значи, околу 400 и... Не, поише се. За цела година се 874 милиони евра. Значи, стари долгови, ако ги додадеме на овој буџетски дефицит од 700 милиони евра, вкупните потреби за финансирање на државата, Република Македонија, оваа година се 1 милиарда и 500. Сега, они пристапија кон издавање на еврообврзницата, сега сме февруар, на почеток на февруар, и според мене добро што пристапија на почеток на годината, заради тоа што лани ја направија грешката, не издадоа Eurobond пред да почне конфликтот, односно војната Украина-Русија, чекаа, не знам што чекаа лани, кога приносите во тој период, еве во јануари баш ги прегледував приносите на нашите веќе издадени Eurobonds, било околу 2 до 3%. Дури и пост војната кога настана, се движеа околу 4-5 и памтите во тој период, леле, високи се приносите. Сега ја издадоа со 6,50, па не беше сега висока. На овие 6,50. 6,25 е купонот, 6,50 е приносот, да. Добро, ова значи да им посочиме на слушателите, ова значи дека ова е исто како вие, почитувани слушатели, кога взимате кредит, само сега наместо банките се тркаат кој да ви даде кредит. Така. Не да отидете вие да аплицирате, тоа е разликата. Во случајот Македонија сега требаше да земе 600 милиони евра, кој ќе се помножи тоа со 6,5% нели годишно кој треба ние да ги исплаќаме дополнително, излегува дека годишно ние треба да плаќаме камата од 37 милиони 500 илјади евра. Тоа за 4 години колку што трае обврзницата, значи дека за земени 600 милиони ние ќе треба да вратиме негде околу 750 милиони евра. Овие 150 милиони евра, што се разликата нели од 600 милиона кои ги зимаме и 750 кои ги враќаме, за најпластично да им објасниме на слушателите, практично се парите кои тоа е профитот на оние кои сега ќе ни ги дадат парите. Инвестицијските фондови се тука се банките светски, тука се индивидуалци со многу пари од запад кои нели инвестираат во нашата обврзница. Овие 150 милиони евра. Љупчо, немаат парите исток, запад, север, југ. Добро, не, генерално затоа што пред се најголем дел колку што дознав од Северна Америка се инвеститори во оваа обврзница, значи околу 70-80% според некоја информација која јас ја добив. Што значи ова? Професорке, ова значи дека некој изгубил 150 милиони евра поради тоа што Тупанчевски не потпишал. Па практично, не експлицитно, ама имплицитно, да, постои опортунитетен трошок и што е тоа? Многу пластично објаснивте за гледачите, да, два пати ме прашавте што е Eurobond, ја кажав должнички инструмент, меѓутоа, ајде за слушателите, не гледачите, пошто прв пат сум на радио, малце ми е интересно. Ова е видео радио, да.
Значи тоа е исто како кредит. Значи ние фактички не земавме кредит, него земавме друг инструмент кој што се вика еврообврзница, значи повторно должнички, да. Значи сега што значи тоа? Сега гледате, вие имате тие што ви позајмиле, исто како банката. Така, ако банката не ви позајмила вас, ќе ги позајмила парите на никого друг и од тој другиот исто така ќе преземала, односно ќе заработила некоја камата. Значи, што значи? Тука има трошок за инвеститорите од причина што тие пари, што они ги планираат да ги значи, вложат во македонската еврообврзница, де факто може да ги вложат во друга држава. Значи, издаваат од Источна Европа, издаваат еврообврзници многу држави, мислам и во светски рамки издаваат и други држави. Така да, тоа е први на загубата. Второ, јас не знам, значи не добив таква информација, мислам не знам, меѓутоа оние кои што го гледаат тргувањето на македонските еврообврзници веројатно знаат дали е истргувана повторпа, тоа значи на секундарен пазар. Јас ќе ви кажам ексклузивно ово утро за Радио Лидер, ние дознаваме дека негде околу 82-3 милиони евра, тоа ни го дадоа како информација мои пријатели кои работат на берзата во Лондон, околу 82-83 милиони евра биле секундарно истрагувани од оваа берза. Тоа значи дека некој купил кај нас, па потоа ги препродал за да си ја наплати помала камата, помал профитно да си ги наплати веднаш. Сега проблемот тука се мултиплицира во целава ситуација, затоа што ова е потврдена информација која значи, веќе рацете ги сменила нашата ова издадена пред на 8 еврообврзница од примарниот инвеститор на некој секундарен, точно, и тоа го комплицира уште дополнително проблемот и значи замислете, ако биле инволвирани да кажеме еве 100 фонда, 100 банки да ја купиле, сега се можеби повеќе страни инволвирани во овој да кажеме преседан или не знам како да го наречам скандал кој што го создаде македонската влада. Значи репутацијата ни е нарушена. Треба да почекаме денеска рано вие емисијава, меѓутоа во теков на денот да видиме каква ќе биде реакцијата и на веќе издадените приносите кај издадените еврообврзници, дали некој ќе што дали ќе некој ќе се ослободува од нив. Пратеникот Антонио Милошевски ни коментираше со едно прашање до вас, вели, дали откажувањето на еврообврзницата заради непотпишувањето на министерот Тупанчевски ќе значи и повисоки камати, поголем буџетски трошок при следниот обид да се издаде ваква обврзница? Па видете, значи првин трошокот е експлицитен, а тоа е она што го наплати овие агенти што ги спомнавме. Тие пари не може да ги четирите банки, да. Сега, за да се издаде повторно ова, повторно треба раучо, повторно треба анимација на инвеститори. Сега овие што изгубија, дали повторно ќе се јават да побаруваат. Ја го видов сообщението од Министерството за финанси и викаат не е ништо, значи они сега тука се настојуваат да го минимизираат проблемот кој што не може да се сукрија. Кажуваат дека ништо не е страшно, ќе има повторно од кога ќе имаме нов министер за правда. Видете, значи ако вие инвеститори, вие сте рекле пупупу не важи за една недела, некој истерал цела процедура, отишол на аукција, направил документи, подпишал илјадници договори за таа работа. Колкав е степенот на доверба во држава ваква, која што нема стабилна влада и влегува во процес на издавање на Eurobond, кога прави пазар со пратеници. Значи, пазете, они не смеат да влезат во процес на издавање на Eurobond во кога се случуваат овие работи кои немаат стабилност. Значи, јас тука не можам да кажам дека и министерот Тупанчевски ја носи целата вина во процесот. Зашто? Заради тоа што, значи, од него е побарана оставка. Оставка во сред процес на издавање на Eurobond. Значи, пазете, во средата се издава на 8, во меѓувреме, значи, се крира нов состав, се пазарат пратеници, европски пратеници во наводници, за да, значи, он ја депонира оставката на 13 и нема кој да подпиша мислење како министер за правда. Значи, ова е неозбилност, тотален хаос, анархија која што ние како македонци си ја знаевме внатре, меѓутоа сега ја дозна и целата светска јавност. Боцевски, ти синоќа разговараше со македонски, но и со меѓународни експерти на темава. Да. Ние вчера бевме како се вика Бубвард... Утвард и Бернстейн. Да, откако ја дознавме информацијата, се пуштивме буквално од
попладнето до доцна вечерта цело време на телефон разговаравме со луѓе кои се експерти во оваа тематика. Да. Така што Боцев ќе објасни ми на светско ниво се случило ли негде некогаш нешто слично? Па види, ај прво да идеме само, не е само светското ниво. И во Македонија има индивидуи и личности кои што учествува во овој процес. Види, вака се. Значи, во делот на финансирање на државата, издавање на евроврзница е еден сериозен инструмент. Значи, кога се формира една држава, моментот кога вие издавате една евроврзница, вас ве става во светот на финансиските пазари на едно многу повисоко ниво. Значи, подготовката, системот да може да ја спроведе, да го спроведе издавањето на евроврзницата не е едноставен. Правнички гледано, ова е еден од најсериозните потфати што ги зема оваа држава, административно гледано. Тоа е еден од најсериозните потфати што ги зема државата. Затоа што најосновни функции на државата се финансиите, војската и полицијата и судството, тоа е. Ако ја зголиме целост. Најтешко во целава ситуација во една држава е на министерот на финансии. Тоа јавно го кажувам. Значи, оној кој што ги управува финансиите има најголемата одговорност. Тука и министерството, ја не верувам дека министерството исто е шокирано од целава ситуација, меѓутоа повторно ќе кажам, одговорноста на една влада која што нема систем, влада која што функционира. Значи, ова не може да се слуши доколку, значи не влегува во процес кога има реконструкција на влада. Значи првин тоа, ако ја издадоа малце претходно или експост. Ако се толку сигурни во стабилноста на коалицијата, требаше експост да вака не обрука. Значи, ние колку и да објаснуваме на јавноста за инструментов, нели, како е процесот, дали е озбилен, дали не, да, адвокатски озбилни куки се внесени во процесот. Точно. Значи, ова е и странско право. Мора да го објасниме затоа што на крајот секој граѓанин го плаќа ова. Точно, значи ова е репутацијата и да одговорам на Милошевски. Да, ја очекувам дека денеска ќе има некаква реакција во однос на приносите и тоа ќе биде првиот сигнал дека се зголемил ризикот на нашата држава, заради тоа што ова се нема десено на претходно само на Маја, ако дозволиш. Ориентационо, не мора да оперираме со прецизни бројки. Колку пари фрлил Димитар Ковачевски во процесот на издавање на евроврзницата до сега, која што пропадна, односно колку пари колку не чинеше оваа авантура. Така. Можеме да кажеме ориентационе. Па ја не кажувам, него Блумберг Ардрија кажа, имаше многу една добра анализа, ги поздравувам новинарите од таму, пошто сите се квалитетни и некаде не се така брзи као нас. Добро. Меѓутоа да, многу квалитетни анализи. Направив еден скриншот, меѓутоа не можам се баш конкретно го најдам. Ке го раскажеме, да го имам, еве. Значи цитирам, ова значи дека министерството вика за министерството не е трошок само купонска камата, односно пошто ни објаснуваат тука за гледачите, да кажам, не е издадена, значи со дисконт е издадена евроврзницата, како и претходните впрочем, каде што не легнуваат 600 милиони на сметка, него легнуваат моце помалку пари. 594 така нешто. Во овој случај да, 594 милиони 864 илјади евра, значи ова е да продадена со дисконт 99,14, значи 5 милиони евра устар. Веќе 5 милиони евра во старт, да, тоа ви го заклучуваат, е трошокот, односно кој што е направен при издавањето. Значи сега повторно 5 милиони евра ќе треба да дадат. Па ќе видиме сега колку ќе побараат агентите. Верувате, ова е репутационо и за овие 4 банки. Значи они веќе тука се засрамуваат од нас како држава. Веќе има и конкретни трошоци. Има конкретен, да. Маја Кадиевска Војновиќ гостин во Радио Лидер ово утро, правиме анализа во однос на огромниот економски, финансиски скандал кој го предизвика на европско ниво владата на Република Македонија. Одиме со краток блок реклами со кои се враќаме во вториот дел од емисијата, каде што подетално ќе ги анализираме штетите кои ова непотпишување на Тупанчевски ги оставаат врз буџетот и нормално врз сите нас почитувани слушатели. Пак те фати црвено светло? Честитки! Што туку придонесе кон загадувањето на воздухот во Скопје за близу 19 грама јаглероден диоксид. Замени го возилото со возење велосипед или пешачење и придонеси за здрав живот и чиста животна средина.
Активноста ја спроведува Центарот за истражување и креирање политики, поддржан од Шведска преку Програмата за развој на Обединетите нации. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за боречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/TS Aerodrome. Се враќаме назад во Еспресо со Златев и Буцевски, нашата гостинка од ово утро, Маја Кадиевска-Војновиќ, поранешна вице-гувернерка за девизни резерви, експерт токму на темата пропаѓање на еврообврзница, последниот огромен финансиски скандал кој го предизвика македонската влада. Војновиќ, имаме сега една ситуација, да се вратиме назад. Излегле на аукција, инвестирале пари, алоцирале средствата не легнале се уште кај нас, но очекувале профит од 150 милиони евра. Сите тие инвеститори кои ја купувале. Тоа се нарекува, нели, опортунитетен изгубиле, да. Опортунитет, пошто во исто време можеле у друга евроврзница се надевале. И ќе добиле сигурно на секундарен пазар, според наши ексклузивни информации, се истргувале околу 80 милиони евра. Ова ние моите извори од Лондон ми го кажа, луѓе македонци кои работат на лондонската берза во инвестициски компании. Сега каде е тука проблемот? Овие пари кои не ги добиле поради тоа што Тупанчевски не подпиша. Дали овие фондови, банки, индивидуалци кои инвестирале во македонската обврзница може да не тужат и да си ги побаруваат овие средства кои ги планирале? Не дај Боже да се случи тоа. Значи правниот ризик ја не можам да го оценам експлицит. Мислам баш онака да кажеме со сигурност дали тоа може да се случи. Меѓутоа само да ви објаснам нешто. Ниту оние кои што на примерен пазар ја купија, ниту оние на секундарен уште немаат никакво delivery versus payment, и за гледачите да објаснам што е тоа. Тоа е дека испораката на нашата евроврзница ниту стигна во рацете на инвеститорите, ниту парите стигнаа кај нас. Ако е, значи, де факто и кај оние од секундарен пазар немаме никакви испорака на хартија од вредности, нема плаќање. Но има тука брокерски трошоци. Точно, да. Ако е преку брокер може да има трошоци, сега брокерите може и да се наплатила, значи за тоа што ја истргувале во име на некого, меѓутоа тоа останува да видиме колку правен ризик, кој е правниот вистински ризик во целава оваа трансакција.
не дај Боже да имаме лавина, јас нели си ја сакаме државата и покрај овој скандал и ова неспособност би кажала на парламентарното мнозинство кое што под превезот на европска влада не направи влада од со најнизок да кажеме веќе рейтинг помеѓу меѓународните институции. Стварно јас се срамам од доста колеги кои што ги познавам од Дали ќе се намали кредитниот рейтинг на Македонија? Па не знам тоа, ако вистински не оценат Затоа што еве да им објасниме и на слушателите што е кредитен рейтинг, као што вие имате во Македонско кредитно биро рейтинг колку пари може да земете и колку сте ризични благодарение на тоа, на износот на плата кој го земате и месечни примања кои го имате, дополнително на тоа нели која ќе се стават и она ваше поведение предходно во однос на банките, колку редовно враќате, секој од нас има одреден кредитен рейтинг. Исто како и ние, така и државата, благодарение на овие светски финансиски куки како Фич, како да не ги набројувам сега, да не ги рекламираме, и нашата држава има кредитен рейтинг, односно колку е паметно некој да инвестира во државата, инвеститорите ги читаат овие кредитни рейтинзи. Доколку се намали кредитниот рейтинг на Македонија, тоа значи дека ние ќе можеме да добиваме помалку пари, а парите кои ќе ги добиваме ќе бидат поскапи, односно каматите ќе бидат повисоки. Да, убаво го објасните ова. Мислам дека стандарден Пурс ни е рейтингот ББ минус, Фич ни е ББ плюс. Ние немаме инвестициски рейтинг. Значи немаме. Може сега да дојде С. Не знам, значи не знам како. Или може да отиде од ББ плюс ББ минус. Добро, значи да, е фактор за намалување на кредитен рейтинг ваква неозбилност и впрочем политичката нестабилност инвеститорите секогаш ја гледаат како еден голем ризик фактор, а ние во Македонија имаме политичка нестабилност, немаме стабилност во влада. Значи имаме влада која што менја министри на секои 6 година дена. Тоа не е стабилност во влада и затоа би требало да имаме значи предвремени парламентарни избори за една стабилност и една издржливост во политичката сцена. Дали може да влеземе на црни листи на сериозните инвестициски компании поради ова? Затоа што тие се соочиле со еден целосно несериозен пристап, седнале, алоцирале пари и после им рекле пу, не важи. Дали може да очекуваме дека Липшо, нема таму црни листи, знаеш што има таму? Има повисока камата. Така, тоа сакам да го кажам. Да. Инвеститорите и џанкови купуваат, ама ќе ги купуваат со повисоки каматни стапки, така да и ние како држава која што покажа неозбилност во целиот овој процес, значи ајде не сме џанк да до тој степен не сме дојдени, меѓутоа натаму идеме со овој пазар, така да, по повисоки камати Буцевски има право, тие ќе инвестираат, меѓутоа ова може да донесе до повисока каматна стапка. И видете, впрочем, фалбата јас не искочи во јавност кога се издаде евроврзницата. Фалбата беше дека сме постигнале многу добра камата од 6,25, слична на издадените евроврзници во околина. Би ги демантирала. Да, би ги демантирала одма, пошто Србија издаде доларски првен, издаде на подолг рок, како и Романија и Унгарија, и сите држави пристапија кон доларски заради тоа што со свопови помал беше трошокот за гледачите, само тоа да кажам. Ние останавме уште на издавање на Eurobond поради тоа што немаме одредени договори кои се потребни за правење на овие свопови, за да да објасниме се. Да објасниме, значи ако издадеме доларска би требало одма да ги трансферираме значи во парите во евра, пошто нас еврото ни треба како валута која што е и во девизни резерви, да. Сега поентата ми е следна, значи ова да сумираме што ни направи како држава, ни го наруши рейтингот пред инвеститорите, значи рейтингот во смисла дека покажавме неозбилност во еден процес на издавање на евроврзница на меѓународни пазари, го наруши рейтингот на овие банки 4 што ги спомнуваме, веројатно се тие, ја немам официјална потврда дека се Македонија успеа да им наштети на Deutsche Bank, Erste, Citibank и JP Morgan, затоа што во нивното портфолио сега има еден негативен пласман, односно нешто што не се случило. Кредитниот рейтинг како што и паѓа на Македонија, рейтингот генерално како што и паѓа на Македонија, им паѓа и на овие 4
институции кои ги споменав, затоа што токму тие се гаранти за нашата евро. Не, се вратиме се. Вие Да. сте работеле во Народната банка, меѓутоа ги разбирате и финансиите, значи но издавање на нова еврообврзница. Предпоставам, значи предпоставуваме, мислам, дај Боже да не биде така, меѓутоа не гледаме опција, ке значи повисока камата. Што значи ова за како трошок на буџетот? Што значи ова за планирањето и за издатоците? Колку дополнителни средства сега ќе се повлечат само за новата емисија? Значи повторно, понатаму така да. Повторно ќе кажам, значи ако овие сите 4 банки повторно се наплатат за целата работа, па не мора повторно целосно се наплатат и пола да се наплатат од она до сега што се наплатија, поради тоа што е нова емисија, ново анимирање на инвеститори, така нови трошоци за нив, значи ќе повлече трошок. Ако каматата не биде купонската 4,25, ако биде 7, пак на 4 години, значи дополнителни 75 базични поени, еве Златев ги прерачуна пута 600 милиони на 4 години, ама 75 базични, значи тоа е дополнителниот трошок во камати. Да. За државата. Значи ова повторно има трошок, значи не кошта целиот овој процес покрај репутација, не кошта и во пари. Значи Доколку за 0,25 се зголеми наредната емисија за 0,25, доколку се зголеми нели каматната стапка, еве ако е сега 6,50, да речеме после да биде 6,75, тие 0,25 кога ќе ги помножите по 4, тоа е 1%. 1% на 600 милиони, тие 6 милиони евра повеќе ќе треба да вратат македонските даночни обврзници. Само јас не знам дали ќе биде 0,25 зголемување, тоа е веројатно најпозитивната варијанта што никој не би ја прифатил. Да. Мислам дека ќе биде многу повеќе од 1%. Сега, оној трошок што него, еве ексклузивно ќе кажам, јас што го гледам, дополнителен е тоа што веројатно нашава влада знаеше дека ова ќе се случи уште во вторникот на 14 и одржа аукција на домашен пазар на хартија од вредност, значи на домашен пазар издаде државни обврзници, 2 годишни, ни помалку ни повеќе со каматна стапка од 5,25. Значи ова е за 2 години државни обврзници со 5,25. Дека е атрактивна каматната стапка покажува побарувачката која што беше околу 204 милиони евра, а Министерството понуди само 8 милиарди динари или 130 милиони. Значи се запишаа сите овие 130 милиони. А зошто ги издадува? Што значи тоа 5,25 камата еве за обичниот граѓанин? 5,25 значи годишно, значи Министерството ќе им исплаќа 5,25 камата на оние кои што купиле, зависи колку сте купиле. Ако сте купиле 10 милиони, значи на 10 милиони добивате 5,25 годишна камата. Добро. Купонска камата еднашка во годината. Оваа година и наредна година, значи ова е 2 годишна Значи, ама обврзница. ако државата поземува со 5,25, што значи тоа за граѓанинот? Граѓанинот со колку поземува? Тоа значи граѓанинот позајмува со 5,25. Пошто Меѓутоа, еве, на крајот од денот целиот овој огромен јавен долг, дали било СДС на власт, дали било ВМРО, дали било ДУИ, алијанси, кои да е, значи паѓа на товар на граѓаните. Значи граѓаните се оние кои што на крај имплицитно дали преку гледате сега зголемување на даноци, дали фирмите преку зголемување на даноци ќе треба да ги вратат сите овие позајмени пари. Таа каматна стапка на државата се смета, не, него тука е најниска, што значи бизнисот сега ако позема од комерцијалните банки, Точно. веќе поземува со повисока, Тоа е така. вториот ефект кој што вие го, да. Тоа Значи сакам да го пазете, објасниме. ова што се случи, значи овој потрес со еврообврзницата, Јасно. први ни иницираше скапо задолжување на домашен пазар од страна на државата. Добро. Скапото задолжување и ваквата потрага по пари, по ликвидност за да се isfinansira буџетот, го истиснува приватниот сектор да позајмува од банките, пошто едниот од инвеститорите на ова издадена 2 годишна обврзница токму се банките. И сега гледајте, банките позајмуваат на државата, зашто државата не обезбедува од други извори, нели, ликвидност, односно средства, а приватниот сектор има помалку, значи за помалку средства се позајми на него. Или
Има средства, ма тие ќе бидат скапи. Пошто вамо ако банките диверзифицираат своји инвестиции во 5-25 на 2 години, значи 2 годишен кредит на една фирма, така, која Добро. што има по дефолт понизок рейтинг од државата, пошто државните харти од вредност се со највисок кредитен рейтинг и најмал ризик, пошто секогаш државата треба да ти ги врати, значи замислете дека треба да е на 6 позајмувањето на приватен сектор. Значи Така сега, тоа значи во превод, овие 5.25 на владата панични заради пропаднатата евроврзница, буквално Така е, панично. човекот кој што сака да отвори една бакалница, сега му ја поскапеа кредитот за отварање на бакалница. Точно. Човекот што сака стан да купи, му го поскапеа кредитот за стан. Точно. Ама така. Војновиќ, така. дали ова Така. значи ова брзинско задолжување по вака неповолна каматна стапка? Дали значи дека владата знаела дека ова еврообврзница ќе пропадне уште минатата недела? Па видете, ова алудира дека знаела. Дали минатата или оваа од понеделников знаела после оставката на Тумпанчевски, веројатно знаела дека пропаѓа евроврзницата и сега, поради тоа што веројатно им треба ликвидност, јас немам пристап сега до буџетска сметка, која бев во Народна банка имав, значи до буџетска сметка која што е во Народна банка, да видам дали има ликвидност. Нели сега гледаме дека не се исплатени плати на доктори, значи дали има ликвидност буџетот. Дел од ова, од овие средства најверојатно се за да се безбеде ликвидност во буџетот. Значи функционирање на Значи, државата. да, функциите на државата, ама дел веројатно и за некои стари долгови. Памтите лани дека издадоа еден краткорочен заем, односно зема од Шпаркас, односно од Ерста, така да веројатно достасува тој да се исплати. Значи ние не смееме да се доведеме ни во ситуација да немаме пари пред меѓународните оние кредитори да им ги вратиме парите. Доколку стигнеме до тоа да не им ги вратиме нив парите и доколку стигнеме до тоа да не исплатиме плати, тоа значи дека ние сме во банкрот. Сега прашањето ми е, Војновиќ, ние во овој момент како држава се очуваме со неисплаќање на плати за доктори, пензискиот фонд редовно не ги исплаќа средствата поради нели хакерски напад кој го имаме во понеделник, колку што сум информиран, докторите ќе протестираат токму поради ова. Но прашањето ми е, дали само хакерскиот напад е причината што нема плати во здравството, затоа што една од причините, едно од образложенијата која од владата им го дава на лекарите е дека плати нема поради еврообврзницата. Видете, јас значи веќе и пред да влезам Им кажува дека ќе им дадат кога ќе се наплати еврообврзницата. Да, многу ми е жал што малку од македонската јавност, од овие професори и експерти кои што стварно ги познаваат јавните финансии, не алармира многу гласно за состојбата во која што се наоѓаме. Видете, значи во континуитет веќе од ковид навака кризата, цело време пишувам, значи анализирам, се збориме тоа подкрепено со бројки, со анализи, со стратегии, дека ние де факто она што го кажав од почетокот, ја нарушивме фискалната одржливост. Ова што вие сега го кажувате, значи овој момент не исплаќа плати, да речеме здравство, утре ќе дојде немам пари за не знам за друго. За поврат на ДДВ веќе не ни разговараме. Поврат на ДДВ се фала дека е висок заради тоа што ние имаме високи приливи во ДДВ заради инфлација и нормално дека повратот ќе биде историски највисок. Тука многу и блефираат во кога политички блефираат кога ги истакнуваат своите да кажеме во наводници заслуги. Сега видете, поентата ми е следна, ние ќе дојдеме во таква ситуација. Во нареден период ние имаме, пазете, оваа година 450 милиони се отплаќа долг, односно евроврзници издадена во 16-та, тоа е претходна влада, така? Меѓутоа, во наредните неколку години ни достасуваат евроврзниците издадени токму од оваа влада. Значи 2018 од исто издаде владата 500 милиони евра, 2020 700 милиони евра, издадена евроврзница 2021 700 милиони издадена евроврзница, оваа година 600. Ако биде 600, може и до крај на година уште некоја да издадат и тоа со поскапа камата. Значи, пазете, ние во нареден период такви големи суми на евроврзници треба да рефинансираме,
А воедно има такви големи превземени обврски во буџетот. Значи 1/3 од буџетот нас ни се пензии. Значи 1.400.000.000 ни се пензии, 250 милиони ни е социјална помош. Значи плати на јавна администрација 530 милиони евра. Значи ние немаме пари за капитални инвестиции. Значи де факто ова што вие го зборите, порано или покасно ќе дојде. Маја Кадиевска Војновиќ гостин во Радио Лидер во Еспресо со Златев и Боцевски, во кое го анализираме пропаѓањето на еврообврзниците. Ивица ми забележуваат слушатели да велат: Љупчо, од каде ти толку се разбираш во овие работи, да не сум се правел паметен. Ја третина од мојата кариера имам поминато во финансиско новинарство. Сум работел во најквалитетниот неделник на темава, но сега од тебе ме интересира еден политички момент, Ивица. Затоа што секој утро ја во студио го имам човекот кој веројатно многу подобро од мене и од вас, почитувани слушатели, може да ги поврзе овие работи. Боцевски, се наоѓаме на сред реконструкција на влада. Добро. Во исто време ни се случува пропаѓање на еврообврзница, кој е сериозен меѓународен системски скандал кој го продуцира Македонија. А денеска судот во Страсбург ќе носи одлука во однос на аболицијата на поранешниот председател Ѓорги Иванов, што може да значи дека голем дел од оние кои сега се во затвор поради СЈО ќе излезат од таму, а ново исто време може да значи дека Никола Груевски ќе биде слободен човек. Не, прво треба, дај Боже, да излезат тие луѓе од затвор. Мислам, политички затвореници не треба никому. Тоа е твоја позиција, не, што ти ја имаш како став. Политички затвореници не се потребни. Може некоја поради корупција, да не навлегуваме. Ова е сега совршена бура која што ќе се случи денеска во Македонија. Истовремено го имаме скандалов кој што пукна со евроврзницата. Сега ќе откриеме и некои други ексклузивни детали. Имено целава недела била невидена паника во целиот систем. А тоа доаѓаат информации. Да. Прво, не обрнале доволно внимание на оваа информација. Зошто да објасни министерот за правда е неопходен да го подпише тој, да ја подпише евроврзницата. Ајде, тој политички момент на вистина ме интересира, затоа што тоа исто така многу остава недоумици во јавноста, па добро, кој е па Тупанчевски да подпишува, треба да подпишат Бесими и Ковачевски. Ивица, зошто е потребно Тупанчевски да го подпише? Не е политички момент, туку види. Институционален процес. Сме го зборувале со тебе. Постојат две работи во животот, нели, кои што оставаат трага, кои што никогаш не се бриши. Парите и крвта. Значи, не може да се скрие убиство, не може да се скријат пари и проток на пари. Но, имајќи предвид колку е значаен протокот на парите, посебно во финансирањето на државата, потребно е гаранција за овие кои што ги даваат парите, дека внатре во Македонија сите процедури правни се задоволени и испочитувани. Таа гаранција ја дава министерот за правда, така? Тоа е тоа. И токму затоа е важно Тупанчевски да го подпише. Не подпишувањето од страна... Не може да види. Сега, вчера во еден момент тргна власта, малку неправедно, да ја насочува топката кон него, но тој бил веќе разрешен. Значи, работата има уште една работа. Подписот кога доаѓа на министерот за правда? Дента кога се сливаат парите во државата. Тоа значи вчера. Вчера тој е разрешен. Во понеделникот собранието констатира дека тоа е разрешено. Значи вие како озбилна влада нема да влезете во процес на издавање кога сте во реконструкција на влада, кога правите пазар на чистопратеници. Нема да влезете во процес, ќе чекате или ќе го ја издадете или пред или пост, така? Значи ако сте озбилни ќе треба тајмингот на издавањето да го темпирате. Значи од лани што толку тајминг камати, оваа година репутациони се срозија. Оваа влада се срози со ова. Да. Еве, значи на наша слушателка Маја, извини, ова е многу важно затоа што коментарите на слушателите ние кои и јас еве сум своевиден наскоро, нели ќе станам и економист со MBA во моето образование,
Не се економист. уште не сум. Ама MBA не е Добро, економист. една форма на у Македонија се рачуна како економист во код. Не е Такво така, необразование. Во образование, доколку завршиш MBA, ти ќе бидеш магистар по економија во однос на бизнис администрацијата. Друго е тоа, ама ајде. Значи така Македонија ме квалификува. Добро. MBA Ворен Бафет, значи он не е економист според тебе, не е он со финансии завршен. Не прашува една слушателка, веројатно станува збор за една обична жена, како од многу од оние кои не слушаат ова утре, вели, добро, зборувате 150 милиони профит, зборувате 600 милиони евра што ќе ги земеме. Каде одат овие пари? Вика, еве, мене ми интересира сега, стигаат на сметка на Народна банка на Република Македонија тие пари. Хипотетички, сега не стигнале, но кога ќе стигнат на сметка на Народна банка на Македонија, што се случува со тие пари? Да, вака се, тоа е... Како изгледа тоа распоредување? И тоа е многу интересна работа, затоа што ние постојано ги слушаме овие суми, но не знаеме како изгледа тоа. Да, добро, токму тоа беше една од моите овластувања во Народна банка. Значи, Токму затоа си овде утро, како човек кој работел со вакви сега работи. дојдовме на мојата поранешна џоб. Воденица. Да, значи како изгледа Добро. издавањето на долг во странство и парите од евроврзницата легнуваат на сметка на Народна банка, која што нели е во име на државата, пошто Народна банка за сите слушатели е агент банка на државата. Значи сите централни банки во секоја економија национална се агенти на држави. И се ние имаме отворено во Народна банка сметки во странство, влегнуваат тие пари на нашите сметки, меѓутоа тие пари додека конкретно овие средства 600 милиони, значи 450 веројатно државата ќе ги задржаше како и ќе ги државме во поликвидни средства заради тоа што со нив треба се исплати старато на Eurobond да се рефинансира. Од Ова е чисто рефинансирање. Ние издаваме нов долг да покриеме стар долг, ме разбирате? Значи веднаш ќе се покрие тие 450 не веднаш, там не знам кога се исплаќа, таму негде јуни-јули, ако не се лажам, да. Меѓутоа, пазете, сега ова е супер прашање од слушателката, пошто него објаснивме и големиот процес што се случува од Народна банка. Значи легнуваат овие средства и сега на пример мојот тим претходно ще си го вика мој тим таму, пошто да и ги поздравувам ако некој ме слуша од ова, тоа се едни квалитетни сите таму портфолио менаџери, директорот исто цела екипа која што е по сите светски стандарди, значи во Народната банка. Ние првен правевме, се не знам како прават овој менеджмент, меѓутоа ја додека бев како председател на Комитет за инвестирање на резерви, си правевме значи каде ќе ги распределиме овие средства. Тоа се вика тактичко алоцирање на средства. Дали ќе купиме германски харти од вредност, дали ќе ги ставиме у ликвидносно портфолио на сметка. Веројатно тоа го има направено тимот. Овакво, пошто и они ги чекале овие 600 милиони евра за да ги распределат и да ги инвестираат некаде. И се пазете, значи ако еден дел од овие средства се за отплата на повторно во евра долг, така? Меѓутоа, ако на државата и треба денарска ликвидност, значи еден дел од овие средства 600 милиони, да кажеме, и ако во моментот и требало пари на државата да го isfinansira буџетот, пошто не собрала доволно приходи, а има расходи, може да ги продаде, значи Министерството за финансии на Народната банка, значи тие остануваат повторно во девизни резерви, а ние им пуштаме денарска ликвидност. Значи им пуштаме денари за да може да го isfinansираат буџетскиот дефицит. Така иде процесот за гледачите. Значи, овие средства, значи, ќе ги зголемеат девизните резерви. Ако состојбата на девизни резерви на крајот на јануари е 3 милиарди и 700, кога ќе дојде овие пари, 600 милиони, состојбата на девизни резерви ќе беше 4 милиарди и 300. Ме разбирате? И познато девизни резерви тие се алоцираат за секојдневно користење. Тие се алоцираат не за секојдневно, тие се инвестираат. Да. Народна банка управува со девизните резерви на Република Македонија. Значи ги инвестира, заработуваме и де факто ние Народна банка и така се финансира пошто сме независна институција. Многу ми е важно да го протолкуваме политичкиот момент, а тоа е дека веројатно многу луѓе во Европа вчера наутро биле зачудени од ова пропагање, шокирани, затоа што ова никогаш нигде не се случило
посебно заради ваква во нивни очи е тривијалност. Знаеш зашто е тривијалност? Издаваш евроврзница. Во исто И сега време вика, знаеш, види, ние го разрешуваме Министерот не е до разрешен едно друго. Мислам, делува лудо делува. многу Монти Пајтонски делува, знаеш. Ајде да кога сместиме одговорност. Не е одговорноста кај Тупанчевски. Да. Кај Ковачевски одговорноста. Не е само, значи одговорноста пропаднати пари се сега така. Зголемена камата и врвот овакво, што е? Што нарушен е угледот на државата на финансиските пазари. Јас ќе ви го Пази се. кажам, јас ќе ви го кажам искуството на, еве, ексклузивно ово утро, на еден вработен во еден инвестициски фонд од Лондон кој работел со продажба на секундарен пазар на овие дериват, на оваа обврзница. Тие биле во огромна паника вчера, кога дознале дека не се реализира, затоа што веќе се изреализирале милиони и милиони продажби, со милиони и милиони, нели, долари, односно евра во случајот, и нив не им било јасно како е можно ова да се случи, и синоќа до доцна вечерта во овие сериозни инвестициски куќи имало состаноци како треба да се разрешува цело оваа постапка. И еве ќе ви кажам, неколку тези разгледуваат тие. Една од тезите е дека банките гаранти нив треба да им ги исплатат парите. Втората теза е затоа што тие велат, нас не ни интересира што Тупанчевски не подпишал. Ние сме истргувале со ова, а берзите ни дале право да тргуваме со ова. Ме разбираш што сакам да ти кажам? Значи, тука веќе имаш една сериозна меѓународна ситуација во која може нас да ни се случи да не тужат подоцна, затоа што во финансискиот сектор не знам како да ви кажам, ама што и да правите имате подпишано нешто. Видете, ќе видиме. Наредните денови ќе си покажат. Првин Сабајлево, еве, веројатно нешто ќе покаже во приноси на веќе издадени македонски обврзници. Да чекаме да видиме каква ќе биде реакцијата од овие агентиве. Да. Следиме, да. Пазарите Владата вчера рече дека агентите, овие 4 банки, дека тие ја поддржувале и дека немало проблем од нивна страна, но доколку трпат финансиски загуби, не знам дали баш ќе биде. добро сега, дали ја поддржуваат декларативно, може да ја поддржуваат, пошто и земаат пари, нели, од нас. Меѓутоа, колку ќе удри тоа до некој цео во JP Morgan како некоја вака, како би се рекло, сјаличка, тоа не знам. Така да, во секој случај изгубивме, ама највеќе изгуби оваа влада, која што во 2016 година, памтам убаво, пишуваше писма до инвеститорите дека нестабилност имаме, дека владата е ваква или таква, зборам. Тоа е за претходната обврзница. Да, тоа зборам истата оваа влада која денес не управува, лица од ДС пишува писма до меѓународни. Јас ќе бидам директен, иако ми е многу добар пријател и човек кој го почитувам во своите погледи кон животот и кон светот, тоа е Кире Наумов, поранешниот дополнителен министер за финансии. Тој во 2016 година пишуваше писма дека со купување на евро обврзница се финансира режимот на ВМРО ДПМН. Тоа предизвика зголемување на каматата тогаш, која се имплицира дури и на оваа еврообврзница од сега, така. А ова што ќе следува сега ќе се имплицира за уште поголемо зголемување. Така е, и тоа беше преседан во тој период. На наредното ручу јас бев лично присутна со инвеститорите и сите не прашува како пишува од кај ова преседане некој што напише писма до инвеститорите, тоа исто не се случило во финансиска индустрија, така да видите, ние веројатно ќе не озбилните тие инвеститори веќе ќе не така подсмевки имаат кон државава. Жал ми е дека видите, ова не е само што направи оваа влада многу по и национални пропусти направи, меѓутоа ова е финансиски пропуст кој што исто ќе го обременува владењето на власта
И повторно ќе кажам, се под превозот на една европска влада, која што де факто ништо не знае ништо е европски. Ова не е европски. Овој систем ваков разрушен да го имате, да не предвидите кога треба да самиот крај, да издадете Eurobond, не е европски. Значи сите се полни со Не, ама не, види се. Ајде да зборуваме за ова. Се зборуваше, нели, ова минатата влада не ставила во изолација во една друга. Не, чекај. Ова е угледот на државата. Значи, види, овдека се реални... Секој кој стапнал во финансиски сектор, кој работел на и помалку сериозна позиција во финансиски сектор, зборувам тука од банка, Министерство за финансии, Народна банка. Кога вчера слушна што се случило, беше шокиран. Да не зборуваме колку во политика, не во... Колку беа шокирани бивши гувернери, колку беа шокирани актуелни гувернери, колку беа шокирани актуелни бивши CEO, односно извршни директори на банки, сите кои слушнаа што се случило беа под една изненаденост до ниво како е можно да се толку неспособни ова да им се случи, дури од еден поранешен функционер на СДСМ кој е стручен во оваа област, го добив и коментарот: Љупче, ова е СДСМ до максимум. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Уште едно прашање за поранешната вице-гувернерка Маја Кадиевска-Војновиќ. Дали било која идна влада ќе може воопшто да ги врати долговите кои постојано ни се ставаат на гуша, и дали може да очекуваме јас ќе додадам на мојот слушател, да он го дава по-базично прашањето, јас кажам дали е можно да имаме и проблеми со ликвидноста, затоа што претходно кажавте колку многу имаме за враќање, а еве ни се комплицира и земањето на нови пари. Која и да е наредна влада ќе се соочи со таква една тешкотија, како што ни една влада не се соочила. Ние веќе порано имавме јавен долг, бевме релативно ниско задолжена држава, веќе сме над прагот од оној 60 кој што е психолошки, меѓутоа релативно за една мала економија како македонската тоа е многу. 8 милиарди и 500 оценката моја е дека оваа година ќе стигне јавниот долг. Пазете, тоа е околу 4 милиарди ни го зголеми оваа влада долгот. За 6 години, колку што за 10 години, уствари него не зголеми толку претходната влада долгот, околу 2 милиарди 800 за 10 години. Значи, на загледачите, јас сум исплашена, тоа не значи дека нема решение, меѓутоа решенијата ќе бидат малце болни. Ај само пред да завршиме уште една работа, ова кај мене покрена малце во, како да речам, размислување. Мислам дека во делот на граѓанско образование кој што ги имаат децата во училиштата во Македонија, треба да се воведе овој еден дел, затоа што пази финансиите се значени не само за нивниот личен развој, туку напротив и за нивниот перцепција за тоа каде се наоѓаат, како функционира заедницата. Не само тоа. И кој е одговорност? Не само тоа. Државните, макроекономијата, државните политики, задолжувањата, финансиите генерално, каматните стапки, влијаат на обичниот живот многу повеќе од многу работи кои секојдневно ги коментираме, а имаат многу помалу улога во нашиот живот, имаат многу помалу улога во тоа колку пари ќе чини млекото кое денес ќе го купите во продавница. Знаете, јас сум предав на American College неколку години, кога не излегов од Народна банка. Шокирана сум, значи, од самиот државен систем, па и приватниве, меѓутоа, ајде во приватните некако се водат по странски програми. Знаете, кажува за нивото на образование дека немаме практично образование, немаме современо образование. Самиот факт што децата од прва година на факултет не знаат да пресметаат процентуална промена. Значи, пазете, тоа говори дека џабе учат висока математика, џабе учат многу работи, и ова што и двајцата го кажувате, финансиската едукација ќе не направи подобри како нација, и мора
некоја наредна влада во програма да се слагам со Боцевски, уште од прво, ако не е во 5 оделенија, да се учат финанси, да се учи економија. Професорка, јас застанав затоа што имаш професор секогаш професор, затоа ви се Добро, обратив по титула не, али со професорке. И јас почнав убаво да живеам кога научив што е тоа каматно-каматен ефект. На англиски компаундинг, еве ги повикувам сите полека малку да... Абе, чекай малку се скратите со тоа англицизмите, не сте попаметни ако ги потребувате. Така е. Да, не, ама Не знаеш, на македонски, извини, Боцевски, на македонски, ако напишеш на Google каматно-каматен ефект, сум напишал, нема да ти излезе ништо. Меѓутоа, значи, ако го унижиш својот јазик и својот народ, и Така е, се слагам. делаш поише како селјак, него ли како некој учен човек. Во однос на финансиите, Да си кажеме доколку напишеш на македонски јазик каматно-каматен ефект на Google, нема да ти излезе ништо. Доколку напишеш компаундинг, ќе ти излезат илјадници статии, калкулатори, начини како за лични финанси, водење и така натаму. Така што англицизмот во оваа ситуација е практична работа. Англицизмот во секоја ситуација е невиден селјачизам. Мене ми е јасно дека да се разбереме. Ова емисија е наменета за интелектуалци, а не оние како Димитар Апасиев кои не говорат англиски јазик. Не, интелектуалците внимаваат на чистотата на својот јазик и гледаат со една невидена гадливост. Сега да мрчиме за што внесуваат англицизми. Да мрчиме за вакви работи, навистина не гледам култура и не гледам потреба, особено затоа што пак ќе кажам, за среќа или за жал, на пример, на некои кои не го говорат, англискиот јазик е јазикот кој најчесто се користи во финансискиот сектор и нашата гостинка го спомна терминот swap, односно swap, што на македонски не значи ништо, ама и нашиот превод па не значи ништо на овој. Па не е баш така, мајте. Затоа што има опишува не е доволно добар. Како што во медицината јазикот е латински, во финансиите јазикот е англиски, затоа што најсериозните финансиски институции во светот доаѓаат од Соединетите Американски држави и од Велика Британија. Маја Кадиевска Војновиќ, ти благодарам за твоето гостување ово утро. Мислам дека направивме една од најдобрите анализи на темата и најдобро што можеме им објаснивме на слушателите што значи пропаѓањето на еврообврзницата. Ви благодарам на двајцата, интересно, јас некогаш има можност да ве слушам од Сабајла, поготово ми е интересно меѓу вас коментарите. Да, тоа дава... Ако не се скараме, не сме живи. Тоа дава убава примеса, така да и ги поздравувам сите слушатели на Радио Лидер. 16 февруари 2022 година, почитувани слушатели, јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Ово утро техничката реализација на Димитар Митровски и на Јордан Чаушевски. Останете со фреквенцијата 107,4. Уживајте во денот. Политички денес ќе биде навистина сериозен ден, затоа што покрај овој мелдаун со еврообврзницата не очекува и пресудата на судот во Страсбург, која може да разбуди многу политички вампири во земјата, а покрај тоа ни следува и утре еден протест на Сдруженијето на новинари на Македонија против вербалните напади врз новинарите од страна на политичарите, алудирајки на она што Димитар Апасиев во изминатите денови го правеше над мене и над Радио Лидер. Утре во 10:30 марш на Сдруженијето на новинари на Република Македонија од владата до собранието, да го одбраниме достоинството на нашата професија. Многу мина од вас кои го гледаат ова и кои читаат секојдневно статии, ке речат новинарите се вакви или новинарите се онакви. Да не беа новинарите, вие никогаш немаше да дознаете дека може би ве оштетија со стотици милиони евра со пропагањето на оваа еврообврзница. Да не бевме ние новинарите, вие, почитувани слушатели, никогаш немаше да ја прочитате, да ја чуете и да ја видите оваа информација. Затоа што на секоја влада најмногу и одговара ова да го скрие. Доколку мислите дека е паметно
да се однесувате така кон новинарите, кон оние кои ви информираат за вашите пари, за вашата влада и за вашата држава, тогаш имате проблем со вашата перцепција за демократијата.